Здраво, дечки! Еве сме назад со следниот час. Исто следната наставничка која мести таблата, бидејќи дежурните ученици заборавија да ја ставиле. Се извинуваме. Здраво, деца! Јас сум денешна ваша наставничка во 5-то одделение. Вие сте запознале многу. Инаку сум наставничка во 2-ро одделение. Си ги поздравуваме вторачињата, шестачињата, гимназијалците и студентите кои ни биле ученици. Од кој училиште доаѓате? Од Христијан Тодоровски Карпош. Денеска ќе научиме и нешто ново, ќе повториме и нешто старо. Јас сум следела и вас, гледам дека вие сте многу вредни ученици. И денеска ќе зборуваме за вертикална оска и многоаголници, односно цртање на симетрични многоаголници во првиот квадрант од координатниот систем. И знам дека вие многу работи за тоа знаете, но еве ќе ги потсетиме децата кои не следат. Би ги потсетила петачињата, ако ја следат емисијата, да земат тетрадки, моливи линијар и можеби да научат веднаш од часот. Целите на овој час е ученикот да чита координати на 2D форми во координатниот систем, да внесува координати на 2D форми во координатниот систем, гледав тоа го знаете, и предвидува каде ќе биде многоаголникот после рефлексијата со линија на симетрија паралелна на една од страните на многоаголникот. За да се сетим, за да го научиме тоа, ќе се потсетиме што се многоаголници, што е оска на симетрија, што е осна симетрија и што е координатен систем. Еве, многоаголници. И јас овдека исеков. Ова е што? Многоаголник. Ова е квадрат. Ова триаголник. Ова ми е правоаголник. Така, на сликата гледаме. Триаголник. Квадрат. Петоаголник и шестоаголник. Значи, многоаголници се геометриски слики кои имаат две димензии, дводимензионални. Што забележувате на овие нацртани многоаголници? Дали забележувате нешто необично? Оски на симетрија. Браво! Забележувате оски на симетрија. А се сеќавате ли што беа оските на симетрија? Линијата која што го дели многоаголникот на два идентични дела. Така е, тоа е линијата. Па еве погледнете, сега јас овде имам еден правоаголник, така? И сакам да проверам дали е тој осно-симетрична фигура. Тоа ќе го направам со негово преклопување и повлекување на оска на симетрија. Еве оската на симетрија, линијата на преклопувањето. Кога ќе го отворам правоаголникот, што гледам? Дека тој е на вистина осно-симетрична фигура. Па во математиката, осната симетрија е промена на местоположбата на некоја геометриска форма. Гледајте овде како се менува. Хоп! Оди на другата страна, во однос на оската на симетријата. Оваа оска симетрија е вертикална. Осната симетрија затоа може да се свати како превртување, бидејќи изгледа како фигурата да се превртела на друга страна, или тоа е ефект на огледало. Јас на жалост го заборавив огледалото, но еве вака ако може да се види, се гледа дека од другата страна сликата ни се пресликува во природата. Многу често овие слики веќе сте ги виделе, овде имаме вертикална оска на симетрија. Во природата шумата се осликува по хоризонтална, дворецот се осликува по хоризонтална оска на симетрија, или викаме се превртел на глава. Сега, ние денеска треба да нацртаме во координатен систем многоаголник и да нацртаме негова симетрична слика братче-близначе. Знаете координатен систем веќе што е, знаете дека творецот е таткото на модерната геометрија Рене Декарт. Знаете дека има y и x оска, x е хоризонтална, y е вертикална, 4 квадранти, но ние денеска ќе работиме само во првиот, кој е позитивен. И еве, ова е она што треба да го сработиме денес. И сега ова треба да го пресликаме. Сега вака, пред да го точно, браво, но треба прво да ги определите координатите на овој триаголник ABC и по можност да ги внесете на лист од хартија. Ајде. Кој од вас би се обидел? Може едниот да ги именува, другиот да ги внесува. Да, јас мислам може така. Марија, како сакаш да правиме? Како сакаш ти? Ајде цртај, може. Ајде. Повели. Благодарам. Јас ќе се ги дезинфицирам по мастерчината. Така да знаеш дека тие се дезинфицирани од дома. Одлично, супер.
Супер. ти секако дезинфицирај ги. Секогаш во позитивниот квадрант. Така. Да, ова е значи првиот квадрант секогаш позитивен, но ќе преминете во 6-то, 7-то. А оди таму и негативен. Така. Таму Да, почнуваат да, да. негативните. Така е. Добро? Па таму повеќе почнуваат и негативните оценки, така што Така. се поклопуваат со знаењата и со Сега темите. треба ова да го прецртам. Така, Марија ќе ти ги кажува координатите на Ајде. точките. Ајде, Ајде, Марија. Марија. Значи, Точката А, координати за точката точката А се Поверни, Лука, поверни. 1 Еден. и 1. Така е. Браво. За точката Цртај. Веднаш. Ајде. Оп, еден и еден. Така. За точката Б, Б е 5, така. Добро. И 5 и 4, не, односно не. внимавај, Пети. треба да биде Аха, се 5 сечеш. и 1, Така, извини. 5 и 1. 5 и 1 на точката Б. Напиши. Аха, 5 и 1, значи Еден, тука е така, 5. да. Добро, овде е. 5. Еве линијата една. И веднаш обележи Обележија. буквата А, Б. Да. Еве. И тоа е Така. Еве, Б. само да не се И координати криеме. на точката На С точката се С се 1 и 4. 1 И и 4. 4. 4. Да. Еве. Еве го 1 и еве го 4 овде. 4. И ќе ги поврземе. Да. Ете, браво Лука. Одлично. Навистина одлично го нацрта триаголникот Да. и ги запиша неговите координати. За да продолжиме понатаму, односно за да нацртаме паралелен триаголник на триаголникот АБЦ, треба да знаеме дека постојат некои правила. Бидејќи денеска зборуваме за вертикална права и пресликување на многоаголници, значи треба да повлечеме вертикална оска на Еве, маркерче. симетрија. Јас би сакала црвено да ми биде. Супер. Вертикалната оска на симетрија треба да ни биде паралелна со едната од страните на триаголник. Триаголникот. Бидејќи вертикалната оска ни е Y, која страна на триаголникот е паралелна? Со Па- вертикалната оска Y. Па паралелна со Y си е АЦ. Така е, Лука. АЦ и ние ќе нацртаме сега уште една помошна Да. оска на симетрија, Аха, бидејќи работиме но само во- оската на симетрија ќе ја цртаме од вредноста 6 на X осата. Неа ја цртаме, деца, со испрекината линија, така и ја означуваме со мало S. Да се знае дека тоа е симетријата според која ние ќе вршиме пресликување. Второ правило, при цртање на симетричен Еве. триаголник е тоа што треба да внимаваме растојанието на паровите точки од оригиналот, од АБЦ, Да биде исто. Да бидат и исти. неговата слика, таа ќе биде А1, Б1, С1, да биде подеднакво оддалечено од оската на симетрија. Супер. Сега тоа ни е многу лесно. Колку ни е оддалечена точката Б од бидејќи осната имаме симетрија? точкички, да. Така. Едно квадратче. Да. Значи ние оп, едно Ете оддалечуваме го. и цртаме Ете го. овде точка Б1. Б1. Така, Б1. Може да пробам јас? Ајде, Лука, баш добро. Еве, ако може маркерчето. Ајде. Е. Сега одиме со С. Значи имаме 1, 2, 3, Не е се едно, две. 2, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Значи, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5. Еве точката C1. С. така. И треба да ја определиш уште и точката А, за да го Ајде да нацртаме. го измериме. Да. Е, бидејќи е и 1, 2, 3, 4, 5 доската. 1, 2, Два, три. значи 1, 2, 3, 4, 5. 5. Еве, точката А1. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Аха, да, така е.
Така е, моја грешка. Не е страшно, кога учиме, имаме право да погрешиме, луѓето учат на грешки. Секогаш учат луѓето. И грешките секогаш не ги бришете, туку заокружете ги со црвено, така Да, ќе за се да сетите напу- што да, не Ајде, знаете. ќе го заокружиме со црвено. Ајде сега, Лука, дали можеш да ги поврзеш темињата и да ги нацрташ? Ете го. Да го нацрташ триаголникот? Ајде. А Марија ќе ја Ајде. замолиме да му ги определи координати. Ајде. Се надевам дека тоа не е многу тешко. Не. Ние сме добри ученици. Не, вие не сте добри ученици. Добрите ученици добиваат тројки. Да, ние Вие сте сме- одлични ученици. Така е. Барем се надевам. И ние се надеваме. Така? Ние учиме за да добиваме одлична Вие оценка. учите за да знаете, а знаењето има и се обележува и со некаков број. Така е. Еве, јас нацртав нешто, па вие проверете. Одлично. Одлично си нацртал и сега ќе... Ау, ова не е таа презентација. Погрешна презентација. Добро. Сега ќе кажеме дека растојанието на точките Б и B1 е подеднакво во однос на точката С. С. На растојанието од точката А и А1 е Исто подеднакво од растојанието на С. точката С. С и растојанието на точката На С С и на C1. C1 е Исто подеднакво. Ајде Марија запиши ги координати. Еве ти Ајде. Марија со црвен маркер, запиши ги. Ајде, значи имаме 7 и 1 на точката, ама тоа е точката Б. Еве почне точката А, ќе од ти иде точката повесно. А, ајде, 11 и 1. Така. 1. Точката Б ни е 7 и 1 Така е. и точката С ни е 11, 4. Ајде, браво. Супер. Е сега деца, погледнете ги координатите на АБЦ и на А1, Б1 и С1. Па да, различни се. Дали сите се различни? Добро погледнете ги. Вредностите за X-оската и вредностите за Y-оската. Вредностите за Y се исти. Да, Вредностите за Y се исти. Зошто се исти? Затоа што се работи за вертикална оска на симетрија и пресликување во однос на вертикална оска на симетрија. И сега имам Да. една задача за вас. Се надевам дека ќе имаме време. Имаме, да, имаме. Еве овдека. Еве овдека и на сликата гледате еден делтоид. Да. Ваша задача да ги определите координатите на делтоидот А, Б, С, Д, да повлечете вертикална оска на симетрија и да ги напишете новите координати и новиот делтоид. Ајде. Кој од вас сака прво да ги внесе координатите на делтоидот А, Б, С, Д? Лесно е, се гледа, удобно се Ајде. читат. Ајде, јас Ќе ги внесуваш. запишам, ти кажи ми. Ајде ќе ти ги кажувам. За точката А, За точката А ни е 2 и 5. така. Еве, 2 и 5. За точката Б ни е Добро. За точката Б ни е 5 и 4. Така. 5 и 4. 4, да. 4, ево 5, ево. Тоа е Б. Да. Така. Добро. За точката С ни е 5 и 2. 5 и 2, ево. Тоа е С. Така. Еве. И за точката Д ни е 3 и 2. Д. Ево го. Сега Ете, ќе ги можеш ако поврзам. сакаш да го поврзеш со виолетово, Можем. но ни ги запише координатите на С и Д О, горе. да, ќе ги запишам. Така. Да ги поврзам само. Ето така. Еве ги. Има селотейп овде, малку. Да, не е Крај страшно. проблем, ама не Не е. се гледа. Ќе се гледа. Ето, сега Ете ќе ги го. допишам. Да. Браво, Лука! Одлично го постави многоаголникот во координатниот систем. И ова е 5 и 2. Дали, Марија, ти би се обидела можеби да нацрташ вертикална оска на симетрија? За вредноста X6
вертикална оска на симетрија која ќе биде паралелна со страната BC или тоа би му го предложил. БЦ, ќе му го оставам јас тоа на Лука. Ајде, Ајде, Лука. дајте ми го црвениот. Значи, од вредноста за x оската 6, нацртај паралелна оска на симетрија, Ете. означи ја со S, така. Така, Може да биде вака неиспрекината. па може. Да. малку Сега на Така, не е страшно. Ес, Така. Сега задача е, нели, да се нацртаме реши. браче близначе, односно симетричен делтоид. Тоид. На Така. кое правило второ? Кое беше второто? Истото Па Тоа исто, е. па едното квадратче треба, и што би значило дека од тука ќе почне. Така е. Така е. Тука ќе биде точката С. С. Еве, јас ќе направам, ќе го ставам во пракса тоа што го кажа Марија во теорија. Еве, Тамо ни е точката С. C1, C1. C1. Може овие со црвена да ги Можеш, запишам. Да. можеш со црвена, со виолетова, како сакаш. C1. Еве исто Б бидејќи е паралелна Да, точката, може да се Да. стави одма тука на Така, ова квадратче. корист. Така, забележуваме Да. дека помошните линии или линиите пресликување ни се нормални во однос на нашата нацртана оска на симетрија. Добра е. Да, ета точката Б1. 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 Еден. С1, И остана да. уште да ги пресликаш точките Д и точките А во D1 и А1. Добро изброј ги квадрачињата. Еден, 1, 2, 3. Броиш. 1, 2, 3. 3. Ма јас малку ми е нестабилно ова. Сакаш вака да ти помогнам, вака да држам? Еве можам и јас да ти помогам. Еве, Може, да, супер. вака те. Одлично, одлично. Еве. Фала ви многу. Еве го, Д. Значи, имаш една, 2, две, и три. три. Една, две, три. три. Ете ја И точката. ја ставаме точката D1. D1 И и ни А. остана уште точката А1. Ајде да видиме колку е оддалечена 1, од 2, 2. 3, 3, 4. Така. Ќе биде 1, 2, Еве 3, 4. точката. 1, 2, 3 и овде. 4, супер. Еве. Тоа е А1. А1, да. И сега само да ги поврземе. Ајде. Ајде. Паралелно овде треба. Еве. Еве и овде. И се извинувам. Ништо. Еве и овде. И еве и последната линија, последната отсечка. Да. Можеме сега да го спуштиме цртажот. Еве, проверете Добивме наставнички. симетричниот делтоид на делтоидот А, Б, С, Д и тој ни се вика А1, Б1, С1 и Д1. Што забележавме? Дека е сите точки се подеднак на А, Б, С, Д се подеднакво оддалечени од точките А1, Б1, С1, Д1 во однос на повлечената оска на симетрија. Да. Уште ни останува Ајде да ги запишеме. запишеме Ајде за координатите. За еден ќе биде Еве. 9. Дали? Со црвено може. Ајде. Ајде. Ајде ќе ги запишувам. Значи, почнуваме од А. За А1 ни е 10 5. Супер. 10 5. За Б. Б1 ни е 7 7 4. 4. С. За С ни е 7 2. И за Д ни е 9 2. Така, Супер. браво Марија. Супер. И сега овде исто забележуваме Што дека забележуваме? Што е Дека тоа исто што го забележуваме? Y има исти вредности. Дека така Оската вредностите Y? кои припаѓаат на Y Y? оската се исти, тоа е затоа што цртањето линијата на на асиметрија. симетричниот Да. многоаголник го правиме според вертикална оска на симетрија и секако вредните ученици Така. нема да бидат вредни Ако не напишат- Ако не напишат домашна. Така е. задача. Оваа домашна задача нема да биде обемна. Ќе ги отворите вашите работни тетрадки, се надевам дека децата не ги заборавиле работните Па, се тетрадки по надевам. математика. Па, сигурно. На страница 67, еве страницата 67 и ќе ги решат
првата, третата и шестата Шестата. задача. Уживајте во денот, Благодарам. вежбајте математика и се гледаме во некоја друга прилика. Да, одлично. Супер, Фала ви на фала ви многу. часот. Ние одиме Дечки. со краток джингл Така. сега и продолжуваме со следните часови математика.